Од почетокот на декември започна примената на новиот закон за кривична постапка во Македонија. За разлика од досегашните законски решенија, новите треба да понудат подобра ефикасност и побрзо решавање на судските постапки, но и процедурална правичност, односно еднаков пристап на странките во судот. Луѓето кои директно се упатени во кривичната постапка велат дека се работи за закон кој е сличен на некои западноевропски, но и на американските законски одредби, заради што во иднина рочиштата во судовите ќе наликуваат на оние што на граѓаните им се познати од холивудската филмска продукција. Новиот закон за кривична постапка е тема на овој осумаголник, во кој разговараме со адвокатите Зоран Трајанов и Благој Јованов од Кочани. Тие се дел од членовите на адвокатската комора кои поминаа соодветна обука за новите законски решенија и веќе имаат почетни сознанија што тие ќе донесат. Трајанов, која беше потребата да почне да се применува новиот закон за кривична постапка во Република Македонија? Во Република Македонија некаде околу 60 години се применуваше закон за кривична постапка кој беше наследен од поранешната Социјалистичка федеративна република Југославија и како таков не само во Република Македонија се применуваше на територијата на целата држава во тоа време. Со осамостувањето на државата продолжи примената на овој закон, меѓутоа под влијание на новите текови, под влијание на демократизацијата на општеството и односите во државата, се наметна потреба од целосна измена на овој закон, се со цел да се даде полно право на учесниците во постапката, како во делот за откривање на кривични дела, но во исто време и заштита на правата на лицата кои ќе се најдат пред лицето на правдата, односно заштита на човековите права и слободи, согласно европските конвенции која државата ги потпиша во меѓувреме. За да се дојде до измена на било кој закон, па и на законот за кривична постапка, ниедна држава не се лишува од тоа да утврди каква е примената во сопствената држава на закон и како новините се одразиле и профункционирале во други држави. Таква беше состојбата и со донесување на новиот закон за кривична постапка, односно претходно се направија увиди во измените во други држави и примената на таквата постапка во тие држави, како би фатили и ние, би рекол, современи текови заради заштита на човековите права и слободи, но во исто време гонење и откривање и присудување на сторителите на кривични дела. Со новиот концепт на донесувањето на кривичниот закон, на законот за кривична постапка, се воведе сосема нов тип на кривична постапка во која се напушти концептот на инквизициона постапка и се воведе акузаторна постапка, која пак постапка е сосема различна од инквизицијската постапка. Што значи инквизицијска постапка? Инквизицијската постапка значи дека се има полна верба на судот дека може да во исто време да ги пресудува кривични дела кои ќе дојдат пред него, но во исто време да се обезбеди полна заштита на човековите права и слободи. Меѓутоа, како што реков, со современите токови и демократизацијата на општеството се покажа ваквата постапка дека е прво неефикасна, второ најчесто се повредуваа правата и слободите на човекот, а во исто време прашање се поставуваше дали и целосно и конкретно се применуваа сите методи и принципи заради откривање на криминалот, заради доведување пред правосудните органи и нивно, реално, коректно и праведно присудување и одредување на соодветни казни. Токму од тој аспект, сега, со новиот концепт на закон за кривична постапка, се напушта инквизиционната постапка, се воведува акузаторна постапка во која акцент е дадено на странките учесници во постапката тие да ја докажуваат вината, а не судот да докажува дали едно лице е сторител на кривично дело или не, а најчесто се случуваше и судот да биде собирач на доказите заради утврдување на вината на лицето доведено пред судот кој е сторило кривично дело. Значи ли тоа дека поради тоа што законот беше на некој начин претходниот закон наследен од поранешната држава, имаше голем број негативности кои што мораше да се отстранат? Па имаше во делот, еве како што реков, во делот за тоа дека се беше оставено судот да утврдува, додека улогата на јавниот обвинител и улогата на бранителот
и претходно улогата на полицейските органи беше сведена само во рамките на откривање на сторители на кривични дела, без за тоа да се обезбедуваат соодветни, ефикасни и квалитетни докази, од кои навистина ќе се утврди вината на одредено лице, меѓутоа во исто време да му се загарантират и неговите права и слободи заради едно честно, фер судење и пред цел возможување на еднаквост на страните во текот на постапката. Бидејќи со стариот закон за кривична постапка, главната улога имаше јавниот обвинител, многу мали беа правата на обвинетиот во докажувањето на својата вина или невина во сторувањето на кривично дело. Меѓутоа, најлошото беше тоа што на обвинетиот не му беа дадени никакви права или минимални права во докажување на својата вина во делот за собирање на докази и приложување на докази пред судот и нивно акцентирање од судот дали истите се валидни, дали истите се обезбедени на соодветен начин, на законит начин, така да повторно кажувам дека многу мали беше улогата на обвинетиот и неговиот бранител во делот за обезбедување на докази, туку тоа право беше исклучиво на јавниот обвинител и на полициските органи. Впечаток беше дека во постапката со поранешниот закон голема беше улогата и на судијата во целата постапка, би рекол. Значи, како што реков, во таа постапка, така наречена инквизициона, беше оставено судот да ја утврдува целата вина или невина на обвинетото лице, со верба дека судот е тој што непристрасно ќе ги толкува и цени сите докази, меѓутоа најчесто во праксата се случуваше судот да не постапува така, односно да или нецелосно, или нејасно, или би рекол некој дори во прилог само на обвинението ги ценеше тие докази, меѓутоа најчесто се загрозува и правата и слободите на лицето кое беше изведено пред судот. Значи ли дека со измените што сега ги носи новиот закон, ќе се избегне оној впечаток што се добиваше претходно дека обвинетиот мора да прибира самиот докази дека е невин за да се брани, односно во текот на судската постапка обвинителството да прибира докази против него, иако на почетокот на постапката ги немало. Значи, како што реков, сега се нуди сосема нов концепт на кривична постапка. Активни чинители во оваа постапка се јавниот обвинител и обвинетиот и неговиот бранител. Судот останува само орган кој ќе ги цени таквите докази и орган кој ќе во текот на расправата ќе одлучува дали тие докази се собрани на законит начин и ќе одлучува дали од тие докази произлегува питието на кривично дело за кое обвинетиот се суди или не. Сите права и обврски се дадени на обвинителот и на обвинетиот и неговиот бранител, а делуми и на оштетениот или на жртвата на кривично дело во предлагање и изведување на докази. Придоноси и тоа што сите докази кои ќе ги предложи обвинетиот и неговиот бранител мора јавниот обвинител да ги прифати, мора истите да ги провери, мора да ги обезбеди, мора да ги даде на судот. Значи, според моје мислење, ова е значителен напредок во обезбедувањето правата на обвинетиот пред судот и неговите заштита на права и слободи пред како личност која, иако е изведена пред судот, сепак и таа има своји права кои мора да му бидат загарантирани. Токму од тие причини се напуштија многу концепти во поранешниот закон за кривична постапка и се воведе исклучиво право и должност на јавниот обвинител и на обвинетиот негов бранител во собирање на доказите. Бидејќи законот е од неодамна усвоен, односно започна да се применува, сметате ли ваше лично мислење дека ќе се постигне поправично судење пред се во однос на обвинетите? Новиот закон за кривична постапка е донесен некаде при крајот на 2010 година, значи донесен, стапи во сила, меѓутоа на 2-3 пати се одлагаше неговата примена од
повеќе причини, меѓутоа една од причините е и таа правосудните органи и политичките органи кои ќе учествуваат во постапката, така кажано, да можат да се прилагодат новите правила на игра според новиот закон за кривична постапка и после 2-3 одлагања во примената, законот почна да се применува од 1 декември оваа година и точно во право сте, значи дека со овој закон за кривична постапка по мое мислење се обезбедуваат максимални права пред се на обвинетиот и неговиот бранител. Меѓутоа се воведува и максимални обврски на јавниот обвинител, исто така и на полициските органи кои учествуваат, делумно учествуваат финансова полиција, делумно и царинските органи, каде што нивните права и обврски се строго пропишани, се со цел да биде се во прилог во утврдување на материјалната вистина, меѓутоа во исто време и зачувување и гарантирање на правата и слободите на обвинетиот. Рековте, законот е донесен 2010-та, се одлагаше неколку пати неговото применување во пракса. Од почетокот на декември започна да се применува. Сметате ли дека некако на брзина како да започна примената, со оглед на тоа што се добива впечаток дека се уште не е добро подготвен судскиот систем, би рекол, па и адвокатурата во процесот на неговото применување? Па во тој дел мое лично мислење е дека иако имавме период од 2 години, мислам дека не се направија доволно предпоставки заради целосно примена на новиот закон за кривична постапка, пред се би рекол во техничкиот дел, право на обезбедување услови за негова примена, ако сакате дори не се обезбедеа услови, бидејќи новата постапка налага посебни услови за преземање на одредени действија, дури и просторни услови, ако сакате, материјални услови. Сега новиот закон за кривична постапка налага многу материјални предпоставки за исполнување на одредени действија што ги презема јавниот обвинител, должен да ги презема и во корист на обвинетиот, а дел од такви действија налагат поголеми материјални средства заради обезбедување на тие докази. Вториот дел за успешност на примена на закон за кривична постапка, по мое мислење, каде би се јавил најголем проблем, сметам дека сите учесници во оваа постапка пред се значително ќе треба да го сменат своето мислење и сваќање кој го имаат до сега во однос на тоа што значи откривање и фаќање на стојители на кривични дела, што значи обработка на докази, прибирање на докази, презентирање на докази, доставување до надлежните органи. Дури ако сакате промена и во сваќањето на непосредните одлучувачи за вината на одредено кривично дело, на судиите, бидејќи значително се менува и нивната улога, и сметам дека тука ќе бидат главните проблеми. Значи, ако успееме да ги надминеме техничките проблеми, материјалните проблеми кои ги носи новиот закон, и сваќањето кај учесниците во постапката, дека се работи за сосема нов концепт на кривична постапка, каде што значително е промената улогата на носителите на активностите во оваа област, сметам дека нема да има проблеми, меѓутоа како и секој нов закон, така и овој ќе си донесе свој, би рекол, породилни маќи, кои ќе мораме сите во иднина, во од да ги совладуваме, во од да се прилагодуваме на новите законски одредби, меѓутоа задолжителна е примената, задолжителни се укажувањата и на надлежните органи од Европска унија, надлежни органи од државата, така да сметам дека потребно е известен период заради прилагодување и заборавање на стариот закон за кривична постапка и размислување само на начин како што е пропишано во закон за кривична постапка, никако поинаку. Бидејќи, како што кажав, значително е смената улогата на јавниот обвинител, значително е смената улогата на бранителот и обвинетиот, значително е смената улогата на судот. Најпластично кажано, значи собирач на сите докази е јавниот обвинител. Собирач и предлагач на сите докази сега е обвинетиот и неговиот бранител. Оваа постапка
многу наликува на постапките кои сме ги гледали на филмовите во Соединените Американски држави, во Велика Британија, акцептирана е во Србија, акцептирана е во Босна и Херцеговина, така да судот, односно судијата, сега е само слушател, посматрач на одвивањето на процесот за утврдување на вина. Активни чинители и активни актери во судницата се јавниот обвинител и бранителот. Судијата, еве слободно кажано, само го следи претресот, го следи распитот на обвинетиот, како од обвинител, така од бранителот. Во главно молчи, значи сега знаете до сега распитот го вршеше судијата на обвинетиот, во главно молчи или интервенира само во делот дали некаде е вложен приговор или не е вложен приговор. Тоа што сме гледали на филмовите, дека може само да приговара од една од странките на одредено прашање, а судијата да каже дали се усвојува приговор или не. Значи, судијата е пасивен во делот за одвивање на постапката при утврдување на вината, меѓутоа не до толку пак пасивен да не мора да ги цени доказите и да не мора да го цени да не мора да ја цени постапката на јавниот обвинител и на бранителот во делот за повреда на правилата во кривичната постапка. Со оглед дека законот донесува новини, дали вие како адвокати, како адвокатска комора имавте веќе некакви обуки, поуки во врска со новините што ги донесува? Да, обуки има и другите учесници во постапката, како јавни обвинители, така и судии. Јас лично и некои колеги имавме обука во делот за примената на кривична постапка. Многу обуки се направија, да ви кажем право ефикасни обуки, квалитетни обуки, во кои се потенцираа сите главни прашања каде што би можело да дојде до разидување во сваќањата во делот за примената на законот за кривична постапка. Така да сметам во тој дел е завршена работата. Натаму престои лична и сегодневна обука во текот на постапувањето по одредени и конкретни предмети и обвиненија. Претходно рековте дека се уште има некои недостатоци пред се од технички аспект. Познато е дека сега постапката додека се води во судот е задолжително да се снима со видеокамера и аудио секако да се обработува како доказ за незиниот тек. Значи, како што реков, тука ќе биде главниот проблем, по моје мислење, не по вина на јавните обвинители, не по вина на бранителите, не по вина на судот, едноставно морат да се обезбедат најминимални, оптимални услови заради одвивање на действија пропишени со законот за кривична постапка, а се задолжителни, а за да се спроведат таквите действија, самото действие налага оптимален услов за да се таквото действие одигра. Вие ги знаете сега просторните можности, знаете и капацитетите на просториите каде што треба да се одвиваат овие действија и сметам дека тука ќе биде главниот проблем и обвинителите и бранителите ќе бидат хендикепирани во делот за целосно прикажување и одигрување на улогата која е дадена согласно законот. Точно тоа што рековте, значи, техничките проблеми се тие, просторните проблеми се тие, материјалните проблеми се истите, точно е дека одредени действија се задолжително мора да се снимат. Знам дека еве и нашиот суд и нашето обвинителство нема се уште таков капацитет. Ако сакате ќе ви кажам, бидејќи сега, како што реков, одвивањето на претресот е сосема на друг начин, ќе се јави проблем во делот за внесување на изјавите, односно прашањата кои ќе ги поставуваат странките на обвинетиот. Би рекол во најбаналниот дел, бидејќи тоа ќе биде пропишено е така да малку биде и театрално, малку и со гестикулирање, се воведува накрасни прашања. Сето тоа треба во истиот момент да се запишува. Сегашниот концепт на кривична постапка налага
за секој претрес да се води записник. Записникот го пишува записничар под диктат или диктирање на судијата. Сега нема диктирање на судијата. Сега има прашања и одговори кои се случуваат во исти момент и сето тоа треба да се веднаш внесува во записник. Веднаш треба да се снима. Од ова можете да наследите дека потребно е таквиот записник да се води стенографски. Таква обука, ниту пак во судето постојат такви записничари кои, да речеме, знаат стенографија, знаат тоа сето тоа потоа како да го репродуцират. Потребно е истиот записник веднаш да се даде на странките. Значи тука ќе има проблеми, по моје мислење. Како натаму ќе се справуваме со ваквите проблеми, кои јако се од техничка природа, меѓутоа се многу битни и се од влијание за целосно и точно репродуцирање на главниот претрес. И ако пак западнеме во истата конфузија како и досега што беше, да чекаме прво да се запише прашањето, па да чекаме прво да се запише одговорот, па да чекаме да поставиме друго прашање, па други одговор, па накрасно прашање кој има пак други одговор, тука објективно не дека некој е виновен од судот, дали судијата или записничарот, него објективно не може да се добие права представа како течел претресот, ако западнеме во истата состојба на водење на записникот. Тоа е еден дел од проблемите со кои ќе се соочиме најбрзо. Подолго време сте во судството, поранешен судија, искуствата што велат? Дали очекувате можеби со примената на новиот закон за кривична постапка забрзување на судските рочишта, побрзо донесување на судските одлуки и едноставно би рекол подобра примена и напредок во делот на постапката? Секако, бидејќи до сега во еден дел постапката беше значително гломазна, во дел помалку гломазна, меѓутоа општо кажано се губеше многу време од откривање на одредено кривично дело, откривање на стодително кривично дело, до негово изведување пред суд, некогаш и објективно се налагаше потреба од подлог временски период. Сега новиот закон за кривична постапка пропишал строго императивни рокови во кои мора да се вклопат и полициските органи, и јавниот обвинител, и бранителот и неговиот клиент. Само за илустрација, со новиот закон за кривична постапка не постои веќе истражен судија. По моје мислење, најповеќе време се губеше од доаѓање на предметот од полициска постапка до истражна постапка. Ако сакате или ако времето дозволува, ќе илустрирам само каде се губеше највеќе време. Ако полициските органи добиле сознание и отпочнале полициска истрага дали едно кривично дело е сторено и откривање на сторител на кривично дело. И ако собереа најминимален број на докази, таква поднесуваа кривична пријава и достуваа до јавниот обвинител. Јавниот обвинител, од кога ќе добиеше кривичната пријава и од кога ќе видеше какви докази му нуди полицијата, најчесто се случуваше да му недостасуваат докази. Па повторно ја враќаше кривичната пријава или пишуваше барање до надлежните полициски органи да му обезбедат уште докази. Значи сега можете сами да замислите. Проучување на кривичната пријава, враќање назад до работка во полицијата, полицијата повторно губеше време за да му обезбеди тоа што бара обвинителот. Ако обезбедеше дали целосно или повторно нешто недостатъчно, повторно ја даваше пријавата кај јавниот обвинител, можеше да се случи повторно јавниот обвинител да бара дополнителни истраги, значи тука се губеше доста време. Во случај кога обвинителот сметаше дека му се доставени доволно докази и сметаше дека се исполнети условите да поднесе барање за спроведување на истрага, поднесуваше барање за спроведување на истрага до истражниот судија и најчесто му ги доставуваше доказите кои му беа доставени од надлежните полициски органи. Истражниот судија пак многу ретко се упушташе во истражување, бидејќи истражен судија,
како на предложените докази, така и да обезбедува на други докази. Туку тој само ги проверуваше доказите од доставени од јавниот обвинител и ако евентуално имаше предложено и сведоци за распит, само ги распрашуваше предложените сведоци, без при тоа, ако се случише да од приложените докази се наметнува потреба од обезбедување на докази. Самиот не преземаше никаква иницијатива за обезбедување на други докази, предметот му го враќаше на јавниот обвинител. Јавниот обвинител најчесто беше задоволен од проведената истрага. Пазите сега, спроведена истрага, меѓутоа по моје мислење тоа не беше истрага, него едноставно само проверка на доказите кои му биле дадени од јавниот обвинител. Па се случише јавниот обвинител да е незадоволен од одреден изведен доказ, пак потенцирам не изведен доказ, него само проверен доказ од јавниот обвинител, или од одреден распит на сведок, па повторно му го враќаше на истражниот судија за до распит на некој сведок или истражниот судија да му обезбеди тој доказ. И одвивањето на постапката пред истражниот судија и враќањето на истражниот предмет кај јавниот обвинител и случувањето јавниот обвинител да го врати предметот на дополнителна истрага, сето тоа бараше време. Така да сведоците и од медиумите, одредена истрага се случуваше да трае по година, 2-3, а сега со новиот закон за кривична постапка такви можности нема, како што реков, нема истражни судија, јавниот обвинител си собира докази, бранителот со обвинител си предлага докази, што собрале, што предложиле, се оди на така нареч, сега се воведува еден нов поим судија во претходна постапка, така да јавниот обвинител едноставно не може да бара или да чека некој друг да му ги обезбедува доказите. Мора да во постапката пред судијата во претходна постапка да му достави сите докази. Дали веќе во праксата почнавте да го применувате новиот закон за кривична постапка? Имате ли таков случај веќе? Па јас лично не. Мислам дека и обвинителството се уште нема почеток на поднесување или преземање на действија според новиот закон за кривична постапка, може би поради краткиот рок, еве колку 15 на дена, може би веќе преземат некои активности во делот за предкривичната постапка со полицијата, меѓутоа за тоа немаме сознание и на кои објективно рано е да очекуваме одбрана или застапување по новиот закон за кривична постапка поради краткиот рок. Еден од поспецифичните примери за должината на истражната и судската постапка секако е случајот детонатор, и вие сте на некој начин вклучени во него. Како го оценувате? Па добар пример е не само овој предмет, него би рекол и сите кривични постапки што ги води Одделението за организиран криминал, е во делот за времетрајањето на судската постапка. И токму поради стариот закон за кривична постапка, така да речем, сами сте сведоци колку време трае една постапка, е постапката по нашиот случај во Кочани, по детонатор. И сега, имајќи во преди тоа што претходно кажав, како се одвивала постапката во откривањето на кривичното дело, па истражна постапка, па јавен обвинител, па враќање, баш токму поради таа постапка, најчесто претресот, односно одвивањето на постапката пред судот кој треба да го пресуди предметот се претворуваше во истрага. Токму поради тоа што јавниот обвинител не доставуваше или не можел или не сакал да ги достави сите докази, а на главниот претрес се предлагат нови докази. И едноставно судот се претвори во собирач на докази, односно судот како да води истрага, не да пресудува. Пресудувањето значи оценка на приложените докази и утврдување дали постои вина или не. Токму во овој предмет самата постапка пред судот, пред кривичниот совет кој постапуваше по предметот, се претвори во истражна постапка. Значи, ако ви кажам дека ако биле
предложени од јавниот обвинител 5 докази, а судот изведе уште 200 докази. Тоа веќе не е присудување, него едноставно истрага и собирање на докази од страна на судот. Новиот закон за кривична постапка тоа веќе не го дозволува. Новиот закон за кривична постапка бара од обвинителот да на судот му бидат доставени сите докази, бара од одбраната да ги предложи и достави своите докази, бара од јавниот обвинител да ги обезбеди тие докази што му ги предлага одбраната, сето тоа срочено во кратки рокове, да речеме од 15 до 30 дена, и истите тие докази мора да бидат обезбедени и доставени до судот. Другото што е интересно во овој дел, не се земат во пребит и не може судот да ги има во предвид доказите кои се обезбедени на незаконит начин. Значи, сите докази јавниот обвинител мора да ги обезбеди на законит начин. Може да ќе ви изгледа чудно, меѓутоа до сега имаше и докази, еве јас ќе ви кажам и како бранител, не знаевме од каде биле обезбедени доказите и како биле обезбедени. Второ, тие докази не се презентираа пред одбраната, пред судењето. Во овој предмет, ние како бранители дознававме за одредени докази на претрсот. А знаете, ако еден доказ го видите или ви го кажат на претрсот, немате можност ниту вие да се запознаете како бранител, ниту пак обвинетиот да го запознаете и, бидејќи имаме право и обврска да го браниме обвинетиот, должни сме да го поучиме, да го посоветуваме како да се брани од тој доказ. Сега со новиот закон за кривична постапка таква можност нема. Значи сите докази на маса од двете страни. Иванов, кои се конкретните измени што ги носи новиот закон за кривична постапка во однос на стариот? Па вака, значи, новиот закон за кривична постапка представува една позитивно освежување на нашата кривично правна сцена и чувствувам потреба веднаш да кажам дека не станува збор за измена на постоен законник, него освен тоа што станува збор, значи, за посебен закон, него станува збор и за посебен модел на кривичен законник. Значи, да биде малку појасно на граѓаните, накратко би сакал да го објаснам што значи тоа. Значи, светските правни сколари генерално ги делат правните постапки на два дела, а тоа е, значи, англосаксонскиот модел и континентален модел. Кај континенталниот модел, значи, на некој начин е поизразена така наречено инквизициона постапка, додека кај англосаксонскиот модел, значи, така наречена контрадикторна, односно акузаторна постапка. Значи, што значи тоа? Постојат неколку основни начела кои што ги дефинират овие две постапки. Значи, кај инквизиционата постапка постои мнение дека се темели на основно начело дека судот е тој кој што најдобро може да утврди материјалната вистина. Додека па кај контрадикторната постапка, односно акузаторната постапка, основно начело е тоа дека мора да се гарантира еднаквост на оружјето. Значи, кај инквизиционната постапка, кој што доколку ги разгледаме детално, значи, моментално претпоставувам дека нема некој кривичен законник во светот кој што е ниту чисто акузаторна постапка, нити чисто инквизиционна постапка, меѓутоа зборуваме за блискости, кои елементи се повеќе присутни. Кај стариот закон за кривична постапка беше повеќе од евидентно, значи, влијанието на инквизиционната постапка. Значи, судот беше тој кој што обезбедуваше поголем дел доказите, судот ги испрашува обвинетите, судот тврдо материјална вистина, судот врши истрага и на крајот судот пресудува. Значи, тоа е некој модел кој што морам да поменам парадоксално е тоа што тој представува една видна еволуционна придобивка, затоа што инквизиционната постапка се јавува подоцна, значи, во еволуцијата на правото од контрадикторната постапка. Така да имплементирање на нов закон на кривична постапка кој што всушност значи враќање на постар модел е реформа, враќање на нешто постаро кој што очигледно подобро функционира. Значи, кај контрадикторната постапка, односно акузаторната постапка, акцент е ставено на еднаквост на оружјето. Значи, битно се напоменува тука дека сите апарати кои што ги имаше до сега обвинителството на некој начин му се одземаат, а му се додава поголема обврска. Значи, морам да напоменам дека инструментот истражен судија, кој што беше дел од судот, а судот треба да е доминус во постапката, беше алатка на обвинителството на некој начин. Значи, обвинителот налага на судот да му прибира докази
И судот утре, значи врз доказите кои што и тој си ги прибил, треба да утврди материјална вистина. Значи сега за непристрасноста или за пристрасноста можеме само да си нагагаме или да предпоставуваме. Значи еднаквоста на оружјата всушност значи дека страничкиот елемент во постапката го има од едната страна обвинителството, од другата страна одбраната, така да еднаквоста на оружјата мора да му гарантира државата со неговите значи системи. И сега малку од ова теориско објаснување би сакал да преминеме на практично. Која е улогата на сите чинители во една кривична постапка? Овде на почетокот секако големо влијание има промената на улогата на полицијата. Да. Значи, како што и колегата претходно детално напомна, значи полицијата представуваше орган кој што и по дефолт, значи тоа е орган кој што најдобро знае како да ги открие сторителите на кривични дела, значи како да открие скриено кривично дело или слично. Меѓутоа, суштинската измена е тоа што има една одредба во законот кој што законодавецот прецизно дефинирал дека доколку се јави некое лице во својство на обвинет или на сведок, единствен кој што може да го распрашува е јавниот обвинител. Бидејќи таквата изјава утре може да се јави, значи како доказ пред суд. Сето друго, значи не може да се јави како доказ пред суд. Пример, се повикува лице на разговор. Лицето, значи, ако сака да дојде, може да дојде. Полицијата, значи полициските органи може да го држат најмногу 4 часа, меѓутоа тоа не значи дека не смее во тие 4 часа да стане да си отиде. Тоа само значи дека тоа е максимум време кое што лицето обврзано да и посвети на полициските органи да даде исказ уврска со некој настан. Меѓутоа тоа слободно значи дека доколку одбие, едноставно може да стане да си оде. Доколку лицето е лишено од слобода, во тој случај законодавецот предвидел дека треба во рок од 6 часа да биде изведено пред судија во претходна постапка. Меѓутоа, не судијата да го испрашува или судијата да му определува некои истражни мерки, него судијата има само една единствена улога, а тоа е да утврдува неговата присуство во понатамошната постапка. Судијата во претходна постапка е тој кој што одлучува за мерката притвор. Една актуелна мерка која што моментално во низ Република Македонија е прилично разговарана. Значи, сакам да напоменам на многу битна разлика тука, а тоа е што во досегашната пракса за мерката притвор одлучуваше истражниот судија. Значи, сега вака, значи истражниот судија собира докази, истражниот судија е во целосно значи поврзан со јавниот обвинител и тој утре треба да одлучи дали за неговите докази кои што тие заедно ги обезбедиле ќе се определи мерка притвор. Значи, пак се доведува во прашање пристрасноста или непристрасноста. Значи, едноставно никој не сака да се доведе во ситуација да донесе одлука која што се базира на негова претходна работа, а утре таа одлука да биде срушена на суд или по некој друг основ. Така да, сегашното судија, кој што нарекува судија претходна постапка, не е само преминување на истражниот судија, бидејќи постои некој мнение дека разликата во новиот закон е тоа што истрагата од сега ја спроведува обвинителството, а истражниот судија се нарекува судија претходна постапка, што апсолутно не е точно. Значи, судијата во претходна постапка во најмала мера е неконтаминиран со ништо што претходно се работело. Што не знае кои луѓе ќе му дојдат, не знае по кој предмет значи ќе расправа. Тој едноставно ги разгледува доказите од страна на обвинителството и од страна на одбраната. Лице против кое што е спроведувано, претпоставувам, дадена истрага, дадена наредба за истрага од страна на обвинител, спроведувана истрага, имаат соберани некои докази, смета дека треба да се лиши од слобода и во рок од 6 часа го носи пред судија претходна постапка. Тој не е запознаен за претходната постапка. Значи тој им дава еднаквост на оружјата, од едната страна јавниот обвинител, од другата страна бранителот, односно обвинителот, и треба да одлучи дали ќе му се определи мерка притвор, дали ќе му се определи кој ќе притвор, дали гаранција. Исто така сакам да напомнам дека според новиот закон гаранцијата е како посебна мерка, че не е само како алтернатива на притворот, ај доколку може притвор, па и сега ќе бараме гаранција. Тоа си посебна мерка. Дури оригиналниот назив на ваквото рочиште се нарекува bail hearing или сослушување за кауција, а не е тоа за притвор. Исто така, значи, битна разлика е и тоа што кај законот предвидува дека секогаш, кога се исполнените услови за притвор, може да се даде и куќен притвор. Досегашната пракса беше како куќниот притвор се сметаше како за време, значи мерка за обезбедување на присутство на лица со помала инкриминирачка тежина или нешто слично.
Тоа со новиот закон не е случај. Значи, доколку судијата смета дека треба да му обезбеди мерка притвор, во тој случај може под истите услови да му обезбеди и мерка куќен притвор. Со оглед на тоа дека веќе истражен судија нема да постои во постапката, значи ли дека изјавата што порано се даваше пред истражен судија веќе ќе ја нема како таква мерка? Тоа е точно, меѓутоа изјавата која што ќе даде пред предјавен обвинител е изјава која што е основа, значи, на обвинението или слично. А битно да се напомене тука дека обвинетиот, значи, не мора да даде изјава. Значи, ниту во претходна постапка, ниту во предистржна постапка, ниту во истражна постапка, која што сега е вклопена во така наречена претходна постапка, едноставно не мора да даде изјава. И што е уште поинтересно е тоа дека обвинетиот не мора да даде изјава ниту на главната расправа, кој што порано беше главен претрес, сега главна расправа. Значи, доколку бранителот смета дека обвинетиот нема потреба да даде изјава, нема да даде изјава. Значи, не може судијата да го подигне од обвинителско столче да рече ај сега кажи што се случи таму и таму. Значи, разликите се драстични. Во претходниот, по постариот, значи, кривичен законник, едноставно главниот претрес започнуваше со изјава со испитување на обвинетиот. Сега едноставно не мора да даде изјава. Има закон дозволува една одредба во која што вели дека доколку обвинетиот дал изјава во претходна постапка, значи за време на истрагата, а доколку не сака да даде изјава на главната расправа, во тој случај неговата изјава може да се прочита. Тоа е, значи разликата. Каква е улогата сега на обвинителот? Драстично се менува неговата улога во однос на претходниот закон. Значи, обвинителот сега е товарот на докажување, што е у суштина и основата на секоја кривична постапка, без разлика за кој модел станува збор, е тој треба да докаже дека обвинетот е тој историјата на кривично дело. Значи, полицијата, само ако може да напоменам, значи, има и таму на битна реструктурација, а тоа е дека се воведува институт правосудна полиција. Значи, тоа е полиција која што ќе работи како и до сега, значи во истите организации, меѓутоа ќе биде регрутирана од страна на Министерството за внатрешни, регрутирана од страна на финансовата полиција и регрутирана од страна на царинската служба. Сите овие органи ќе имаат обврски да бидат директно, значи, во контакт со јавниот обвинител. Дури законодавецот препишува и инспектори кои што тој сам ќе си ги избере да бидат под директна негова надлежност и да ги користи во истрага без при тоа да бидат вклучени другите органи. Пример, доколку јавниот обвинител смета дека поради конспиративност или поради тајност на некоја постапка за потенцијален криминал во царинска служба или во полиција, тие нема ни да знаат дека се спроведува истрага. Значи, тој со неговите инспектори ќе си спроведува истрага за која што едноставно само тие ќе си знаат. Значи, да се вратиме на обвинителот. Обвинителот го има целиот терет на докажување. Значи, доколку тој смета, законодавецот му дозволил дека може да за некои полесни кривични дела, че може му дозволува да едноставно даде само насоки на инспекторите, односно на полицијата, може директно да го преземе водењето на истрагата, а може едноставно да ги каже дека по стандардна процедура си спроведат работа. Меѓутоа, битно се напомене дека правосудната полиција за сите действија треба да го известува јавниот обвинител. Значи, контактот или линкот е многу подцврст. Вториот терет кој што се става исто така на јавното обвинителство е тоа дека тие на некој начин законодавецот пак, значи, за да се зачува тој концепт на еднаквост на оружјата, има една обврска, а тоа е да обезбедува докази предложени од страна на бранителот. Пример, има една интересна таму категорија во законот, тоа е дека истрагата може, со сите продолжување да трае 15 месеци. А предлагањето на докази од страна на бранител 15 дена. Значи, сега тука е малку чудно тоа еднаквост на оружјата, меѓутоа, доколку бранителот смета во тој краток временски период дека не може да обезбеди доказите, или дека некој орган на управа или слично, или едноставно некој лице не сака да му даде изјава, тој може да наложи на јавниот обвинител тој да му ги обезбеди тие докази. Од сите обуки кои што претходно колегата ги напомена, значи, акцент се ставаше токму на тој дел. Дали јавното обвинителство ќе смее да си дозволи да не обезбеди доказ, а уште помалку, не дај Боже, да скрие доказ. Затоа што има обврска експлицитно значи, дефинирана во законот, а тоа е да сите докази кои што ќе ги обезбеди, дали по собствена иницијатива, дали по налог на страна на бранителот, мора да ги обезбеди на одбраната. Че не може да скрие доказ. Сега се поставуваше прашањето како тоа ќе се изрегулира и се создаде некој мнение дека обвинителството едноставно тоа нема да си го дозволи. Такво нешто.
Така да и исто така една многу битна интересна новина која што се введува во јавното обвинителство, а тоа е дека принципот на еднаквост, пак се вратам на тој принцип, е тоа што јавниот обвинител до сега по предлог на истражниот судија, че можеше да даде наредба за претрес на обезбедување на различни докази. Таква една можност или таква една моќ е сега дадена на брнителот. Че брнителот може, доколку смета дека да изврши увид во приватни простории, може да побара од страна на судија претходна постапка, да се издаде наредба и тој, значи со негов технички советник, да оди на лице место, сега не е дефинирано дека да врши претрес, и тоа да изврши увид. Нешто што до сега беше нонсенс. Значи, никој нема да прати, да пушти во приватни простории обвинето лице, камо ли негов бранител, кој што може да доведе до инкриминација на лицето кој што е таму присутно. Впечаток е дека на тој начин адвокатот, односно бранителот, добива многу по-голема улога. Па, впечатокот ви е на место и тоа е точно, меѓутоа улогата пред се е базирана на права, меѓутоа и на обврски. Значи, теретот на докажувањето точно дека е на јавниот обвинител, меѓутоа па теретот на сопка на јавното обвинителство е на страната на брнителот. Значи, многу често се користи некоја фраза која што се нарекува докази за одбраната или за докажување на невиноста. Не. Значи, брнителот нема врска да докаже дека неговиот клиент е невин. Едноставно, че неговата работа е колку може повише да ги контрааргументира доказите кои што ги има приберано јавното обвинителство. И тука според мене е, значи, главната придобивка на овој закон. Дека брнителот сега станува прилично силна фигура во самата постапка. Едноставно, значи, целата главна расправа всушност ќе водат брнителот и јавниот обвинител, додека судијата едноставно ќе мора да се грижи, значи, за процесната вистина, а тоа е, нели, да се грижи за приговорите, за допустимост на прашања, недопустимост на прашања, јавниот редот во судницата и на крајот на неговата исконска, како да кажам, функција, тоа е да пресудува. Така. Во претходниот разговор со господин Трајанов спомнавме дека војнина судејната би требало да личат на оние кои што веќе сме ги гледале на американските филмови, нешто слично. Значи ли тоа дека од една статична улога на обвинителот и брнителот сега ќе се добие малку поголема, би рекол, раздвиженост во судницата? Па тоа се надевам дека така ќе биде, иначе јас сум од скоро, значи, на почеток на кариера, како што милуват некои да кажат. Драго ми е тоа што, пак ќе кажам, не сум контаминиран со претходните одредби и влегувам во кривичната постапка според новиот закон. Така да сметам дека со по-отворен ум влегувам во оваа постапка и од обуките кои што ги имавме поминато, 3 од нив се специализирани обуки само за адвокати. Значи, експлицитно беше нагласена улогата на адвокатот во таа работа. Значи, само да напоменаме една битна новина, а тоа е дека значи, главната расправа се сочинува од директно испрашување. Значи, директно се испрашува сведок предложен од страна на лицето кој што го, значи, предлага, вкрстено испрашување од спротивната страна, повторно директно испрашување само, значи, за делот во вкрстеното испрашување и судијата на крајот току смета дека има потреба да разјасни некоја работа која што е претходно прашана, може да постави некое прашање, меѓутоа обично тоа ретко се случува во системи кои што го имат испраксирано овој модел. Дека е, како да кажам сега, мајсторијата. Значи, мајсторијата е во вкрстеното испрашување да се контрааргументират сите работи кои што се доведени значи, на маса. Дали тоа би значило користење на шетање низ судница, како што го рековте вие? Дали тоа ќе значи навидувачки прашања? Дали тоа ќе значи капциозни прашања? Дали тоа ќе значи прашање во кое се содржи одговорот? Законот тоа не само што не го забранува, него на тие обуки ни тоа беше наметено како правило. Значи, огромна е разликата. Претходно да поставиш прашање во кое што се содржи одговорот, едноставно суд нема да го дозволи. Значи, беше забрането според закон капциозни и сугестивни прашања. Сега во вкрстеното испрашување. Значи, тоа не само што не е забрано, него и правило. Значи, не можеш вкрстено да прашаш некој, да го исконтрааргументираш тоа што до сега го кажа, доколку не користиш такви методи. Исто така законот дозволува, значи, користење на визуелни средства, на помагала, на технички соработници, на сето она кое што ќе го самиот брнител ќе ја утврди материјалната вистина, која што судот треба да цени. Така да улогата на брнителот според мене е огромна.
Овде се наметнува и улогата на судот, нели, како прашање се чини дека веќе се губи таа досегашна улога што ја имаше судот, односно судијата. Па да ви кажам искрено, мене од секој пат ми е било, како да кажам, чудно или парадоксално, самиот концепт на еквизициона постапка. Значи, судот бил тој кој што најдобро можел да утврди материјална вистина. И сега се поставува прашањето дали, доколку судот смета подсвесно дека определено лице едноставно има 3-4 кривични дела позади себе, едноставно нема потреба да се утврди материјална вистина. Значи, казаната евиденција која што имаше судот до сега, значи едноставно сега не само што нема да се користи, него и не сме да се користи. Значи не сме забрането да се користат како адут на судување на лице, него и претходно судување. Единствен начин во кој што може да се едноставно да се доведе на маса претходните осудувања на определено лице е доколку тоа се јави како сведок. Во тој случај во вкрстено испрашување јавниот обвинител може да го праши да рече: "Вистина дека ти имаш 5 пати кражби, 2 убиства или слично?" Меѓутоа, доколку тоа не е случај, претходното значи кривично поведение на лицето едноставно не сме да се изнесува, што е драстична разлика. Така да судот не може сега да се отвори казана евиденција, а овој крадел 5 пати, ајде сега сигурно е тој. Значи материјалната вистина, пак како што кажам, е натовар на обвинителството и на бранителите. Друга суштинска разлика кај судот е тоа што на некој начин, како што кажа претходно колегата, мислењето или менталитетот на судот за утврдување на материјална вистина, мислам дека треба да се смени. А тезата дека сега ќе им биде полесно на судиите, во смисол дека сега ќе седат само едноставно и ќе слушаат и ќе донесуваат одлуки, мислам дека е малку дискутабилна, затоа што слушањето е дел од комуникација. Значи не комуницира само тие што зборуваат, него комуницира тие што слушаат. Значи треба да се слуша прецизно, значи не сакам да навлегувам во нивната методологија на работа, зашто искуството нивно е далеко по-богато од моето. Меѓутоа сакам само да кажам дека и слушањето е основен елемент во утврдувањето на материјалната вистина, бидејќи доколку настане некоја ситуација, нели по правилник или слично, снимањето на главната расправа или стенограмското водење на записникот, мислам дека ќе може да доведе до едноставно до усвојување на определени правни лекови и слично. Така да улогата на судот е според мене зголемена, бидејќи тој има, како да кажем, отворен простор на неговите играчи да не може да ги цензурира во постапката. Пример, доколку некој суд или некој судија смета дека едноставно за да има почист предмет, некој доказ нема да го дозволи или некој сослушување или некој прашање нема да го дозволи, само за да не го инкриминира неговата одлука, сега тоа не е случај. Мене, како представник на медиумите, секако ме интересира што вели законот во делот на транспарентноста за водењето на судската постапка, односно кривичната постапка и јавноста, односно запознавањето на јавноста за тоа докаде е една судска постапка. Па вака, значи транспарентноста си останува како што си беше до сега, значи нашиот устав гарантира јавност на судењата. Значи уставот е јасен во тај дел, значи сите судења се јавни, значи може да присуствуваат лица кои што се заинтересирани врска со случајот, лица кои што се надвор од случајот, меѓутоа кои едноставно сака да забележат значи шмекот на новиот закон за кривична постапка. Одредбите нели за малолетники или слично, значи за заштитен сведок или слично се исто така регулирани. Има една промена кај во смисол на заштитен сведок значи има разлика помеѓу загрозен сведок и заштитен сведок. Законодавецот тоа го некако таму издефинирал. Меѓутоа во делот на транспарентноста објавувањето на пресудите, значи пак ќе се види како што си беше, јавни пресуди на интернет ќе бидат објавувани, така да секој кој што е правен ентузијаст, особено во делот на кривичната постапка, може слободно да има увид значи во целата процедура. Јас ви благодарам за разговорот и посакувам успех во примената на новите одредби од Законот за кривична постапка. Благодарам и на вас.